Божи благослов, возлюбени браќа и сестри во Христа. Денес е сабота, свет саботен Божи ден. Инспириран од саботата, сакам да ви укажам на важноста на саботниот ден. И сакам да ви прочитам од Библијата. Што ни вели Библијата за саботата? Односно, ќе се вратиме до Битие. Создавањето на се видливо и невидливо. Во Битие, 2 глава, од 1 до 3 стих, вака ни вели Бог. Така беа довршени небото и земјата, со сето свое воинство, и на 7-миот ден Бог ги заврши своите дела, што ги направи, и се одмори во 7-миот ден од сите своји дела, што ги направи, и Бог го благослови 7-миот ден и го освети, зашто во него се одмори од сите своји дела кои ги создаде Бог и ги направи. Амин. Бог се создаде за 6 дена. И видливо, и невидливо. И познато за нас, и непознато. Сите своји дела Бог ги заврши за 6 дена. 7-миот ден е Божи свет саботен ден. И во него Бог се одмори. Да видиме и понатаму во други стихови што ни кажува. И така, одиме понатаму. Како втор стих ќе читаме од втората Мојсеева книга, наречена Излез. Ќе читаме во 20 глава, од 8 се до 11 стих. Односно, тоа е 4-та Божја заповед. Да видиме како гласи. Помни го саботниот ден, за да го осветуваш. 6 дена ќе работиш и ќе ги вршиш сите своји работи. А 7-миот ден е сабота Господова на твојот Бог. Тогаш никаква работа не ќе работиш. Ни ти, ниту твојот син, ниту твојата ќерка, ни твојот слуга, ниту твојата слугинка, ниту твојот добиток, ниту странецот што е внатре во твоите порти. Зашто во 6 дена Господ ги направи небото и земјата, морето и се што е во нив, а на 7-миот ден се одмори, зашто Господ го благослови и го освети саботниот ден. Амин. Слава на Бога. Тоа е 4-та Божја заповед. Не е препорака, заповед, драги мои браќи и сестри. Одиме понатаму. Продолжуваме со стихови од Библијата да видиме што ни препорачуваат за саботата. Како што многу христијански деноминации велат дека изменета саботата во недела, дека сега се светкува недела и дека саботата траела се до Христа и дека после Христа ранните христијани практикувале да светкуваат недела. Да видиме дали е така во Делата на апостолите. Еве читаме Дела на апостолите, 17 глава, 2 стих. И по својот обичај Павле влезе при нив и 3 саботи редум расправаше со нив од писмото, толкувајќи и докажувајќи дека Христос требаше да пострада и да воскресне од мртвите и дека е тој Месија, Исус. И веднаш до 17 глава ја имаме 18 глава и 4 стих го читаме. Вака вели. А секоја сабота расправаше во синагогата и ги убедуваше јудејците и грците
секоја сабота, не секоја недела. Понатаму читаме од Евангелието според Матеј, 5 глава, 17 стих. Вака ни вели Христос, Спасителот наш: не мислете дека дојдов да ги поништам законот и пророците. Не дојдов да ги поништам, туку да ги исполнам. Амин. Нека е вечна слава на нашиот единствен Створител и Спасител Исус Христос. Имаме уште многу стихови и од Стариот и од Новиот Завет кои што го тврдат истото. Доколку сакате да слушнете и за нив, пишете во коментар, ќе направиме парт 2. Вас ви преостанува, ако ви се допадне ова видео, да го лајкнете, да го споделите, пишете еден коментар, многу ќе ме радува. Ви посакувам се најубаво, Божи мир и благослов и во овој свет саботен ден. Поздрав до сите!